Загадувањето на воздухот ја потсетува Македонија дека проблемот не е решаван со години. И оваа зима во повеќе градови низ државата има воздух кој не е здрав за дишење. На сето тоа дополнително е и што неретко се појавува маглата која ја влошува состојбата. Па така во црвената опасна зона влегуваат и Скопје, и Битола, и Велес, и Струмица, и Кичево и други населени места. За сега итни мерки се активираат само за Кичево и Струмица. Се забрани горење на отворено, се засилија инспекциски контроли и има препорака за ослободување од работа на ризични групи од населението. Дали слично треба да се постапи со другите градови и дали се потребни и други мерки? Например, бесплатен јавен превоз таму каде што го има, да се ограничи возењето тешки возила во некои зони, да се ограничи работата на градилиштата и слично. Институционалните реакции треба да се итни. Секако треба да има одговорно однесување и од секој еден граѓанин. Секој здив од загадениот воздух е опасен за сите нас. Спроведена координирана полициска акција на повеќе места низ Македонија. Во текот на ноќта помеѓу 17 и 18 декември и вчера во рамките на акцијата уапсени се 11 лица. Јавен обвинител донесе наредба за спроведување истражна постапка против 33 лица, поради основано сомнение дека сториле кривични дела од економско-финансиска природа. Осомничените лица се товарат за кривично дело злосторничко здружување, злоупотреба на постапка за јавен повик и перење пари. Според наводите во наредбата за истрага, во текот на 2023 година, тројца осомничени како службени лица вработени во ЕСМ дистрибуција на топлина Доел Скопје и четворица управители и или сопственици на двете осомничени правни лица создале група со цел вршење кривични дела, злоупотреба на постапката за јавен повик. Со разни действија осомничените возможеле правното лице од Скопје да се стекне со противправна имотна корист во вкупна вредност од 7.682.445 евра на штета на буџетот на ЕСМ дистрибуција. Во Брисел деновиве беше премиерот Христијан Мицкоски. Во Брисел беше и лидерот на СДСМ Венко Филипче. Премиерот се бореше околу откочувањето на евроинтеграцијскиот пат на Македонија. Филипче на состанок на групата на социјалистичките партии барал поддршка во неговата политичка борба со Мицкоски. Премиерот на лидерите во Европската Унија им нагласи дека Македонија заслужи вистинска евроинтеграција многу одамна. Оти нашиот пат започна пред 25 години, но поради вештачки причини се уште не можеме да бидеме дел од Унијата. Филипче на европските партии им кажа дека СДСМ ќе ја одбранел слободата и демократијата во Македонија. И така, двајцата беа во Брисел со јасни цели. Остана нејасно само дали Филипче лобираше и за евроинтеграциите на Македонија. Дали тој се обиде барем малку да намали од проблемите кои ги направи владата во која токму тој беше кога се прифаќаа и потпишуваа работи кои сега се сидрото, кои не и дава на Македонија рамноправно и без понижување да заплови кон ЕУ. СДСМ пред известно време почна да фрла политички бомби со цел да ја руши власта. Социјалдемократите се пофалија дека седиштето на партијата е полно со бомби, ама сега експлозии се слушаат баш во нивниот двор. И не е некоја диверзија или контранапад од власта, туку бомбардирањето доаѓа од сопствените редови. Изборот на ново раководство предизвика силна реакција кај поранешни и сегашни функционери во СДСМ. Веднаш од функцијата се повлече председателот на Битолската општинска организација, а по него и во Крива Паланка, еден од малкуте градоначалници што СДСМ ги освои на неодамна завршените локални избори. Остри реакции со барање за оставка на Венко Филипче дојдоа и од поранешниот прв човек на Скопје, Петре Шилегов, а се најавува и активирање на уште неколку порано истакнати челници во СДСМ кои би формирале штаб за спас на партијата од Филипче и Заев. Некогаш силниот СДСМ се чини долго време во следната година ке се тресе од експлозиите на внатрепартиските бомби. Во пресрет на празниците, Агенцијата за храна и ветеринарство спровела вонредни инспекции за контрола на безбедноста на новогодишни пакетчиња. Надзорите беа спроведени во магазини за пакување на пакетчиња, маркети и продавници. Генерално, за разлика од лани, кога беа откриени производи со поминат рок,
262 инспекцијски контроли покажале дека пакетчињата годинава се безбедни. АХВ констатирала само минимални пропусти од типот на несовпаѓање на роковите на збирната декларација со поединечните рокови на производите во пакетчето и некомплетни декларации. Инспекторите издале 4 решенија со наредба за повлекување од промет на новогодишни пакетчиња, а на двајца оператори со храна издадени им се решенија со наредби за ставање на збирни декларации на пакетчињата. Минатиот месец во Македонија е забележан двоцифрен раст на депозитите и кредитите на граѓаните и компаниите. Инаку вкупните депозити забележаа годишен раст од 11%, додека вкупните кредити пораснаа за 12,7%, стои во податоците објавени од Народна банка. Граѓаните и фирмите во банките чуваат вкупно 10,2 милиарди евра, а должат 8,8 милиарди евра. Во ноември граѓаните најмногу се задолжувале преку стамбени кредити кои забележаа раст од 16,5% и потрошувачките кредити кои што пораснаа за 10,5%. Долгот на граѓаните од потрошувачки кредити сега изнесува околу 2,3 милиарди евра, а од стамбени кредити пораснаа на 1,74 милиарди евра. Во рамки на Националната стратегија за развој на ИКТ Смарт МК 2030, денеска беа представени две нови дигитални алатки кои ќе забрзаат комуникацијата меѓу државата и граѓаните – е-сандаче и дигитални терминали за услуги. Овие решенија, како што најави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, се дел од стратегијата за модерна, транспарентна и ефикасна дигитална држава. Е-сандачето ќе биде централизирана платформа за безбедна и правно валидна комуникација меѓу државата и граѓаните, достапна преку националниот портал услуги.gov.mk. Преку е-сандачето граѓаните ќе можат да примаат службени документи, известувања, решенија и потврди директно во својот дигитален профил со доказ за прием и целосна правна сигурност. По вчерашните закани преку електронска пошта до повеќе училишта во Република Српска, денеска мета на вакви закани се училишта во Словенија. Кај неколку основни и средни училишта стигнала електронска пошта со безбедносни закани. Повеќето од училиштата биле евакуирани. Полицијата изјави дека реагирала веднаш по приемот на законувачките пораки, а досега собраните податоци укажувале дека станува збор за генерички закани без конкретна оперативна опасност. Десетици илјади лица и синоќа излегоа на улиците во Софија и другите градови во Бугарија за да бараат фер избори и независно судство, кое може да се бори против широко распространетата корупција. Овие демонстрации следеа по масовните протести од минатата недела предизвикани од плановите на владата за повисоки даноци и зголемени владени трошоци. Владата поднесе оставка, но народот е се уште незадоволен и Бугарија пак влегува во политичка криза без буџет за следната година, непосредно пред да се приклучи на еврозоната на 1 јануари. Армијата на Русија напредува на бојното поле во Украина. Ова го истакна претседателот Владимир Путин на големата годишна пресконференција, додавајќи дека Русија ќе ги постигне своите цели воено доколку Киев не се согласи со условите на Москва. Тој воедно ги пофали сериозните напори на Трамп за завршување на овој конфликт и рече дека американскиот претседател е искрен во својот обид да ја заврши војната. Путин истакна дека од Русија е побарано да направи некои компромиси за време на разговорите во Енкоридж со Трамп и дека во голема мера се согласила со нив. Топката е целосно во дворот на нашите западни така наречени противници, шефот на киевскиот режим и нивните европски спонзори, вели тој. Членките на ЕУ рано изутринава постигнале договор за начинот на финансирање на Украина за 2026 и 2027 година. Тоа ќе го сторат со земање на кредит. Обезбедени се 90 милиарди евра за следните 2 години. Претходно Унијата планираше Украина да ја финансира со замрзнатите руски пари, нешто за што не се согласија неколку од земјите членки. Земањето кредит представува пораз за Урсула фон дер Лајен и германскиот канцелар Фридрих Мерц, кои најжестоко инсистираа со руски пари да се финансира Украина.
7 лица за кои постои сомнеж дека имаат идеолошки врски со двајцата напаѓачи во терористичкиот напад на плажата во Бонди во неделата се уапсени во Сиднеј. Сите уапсени и претходно биле приведувани. Да подсетиме, двајца напаѓачи, татко и син, во неделата пукаа врз поголема група луѓе што го славеле еврејскиот фестивал Ханука, убивајќи 15 лица и повредувајќи десетици. Француската полиција извршила претреси во Министерството за култура и на приватни имоти, како дел од истрагата за корупција против Министерката за култура Рашида Дати. Обвинителството соопшти истрагата ја почнала во октомври, а претресите има за цел да утврдат дали Министерката Дати добила пари од тогашната француска енергетска компанија ГДФ Сеус во 2010 и 2011 година, додека била членка на Европскиот парламент. Таа ги негира обвинувањата.